Битола е следна или последна за оваа емисија, не затоа што е најнебитна, туку затоа што спортот е за некого најважен и останува до крајот на секоја емисија, ќе ги види сите претходни содржини со цел да го изгледа она што е подготвено на тема спорт. Во Битола сме заедно со колегата Стефче Митревски. Темата е Пелистер, се разбира, враќањето на фудбалската гордост на Битола во прволигашка конкуренција. Колегата Тони Ристовски, Стефче, сугерираше од режија дека екипата на МТВ ќе се пресели сезонава во Битола, затоа што очекуваме да има голем број на преноси. Па еве накратко да ги прашаш одговорните дали планирате со Вардар да играте во вечерен термин, да светнат силно рефлекторите на Тумбе кафе. Добро утро уште еднаш. Така, добро утро во вторниковско јавување. Она што го најавивте, ќе го имаме како разговор во текот на оваа емисија, непосредно пред почетокот на овој разговор, токму на таа тема и поразговаравме малку со нашите гости, а како што најавив и во првото линковско вклучување, наши гости се председателот на клубот, една од македонските фудбалски легенди Митко Стојковски и секретарот на општината Бојче Димитровски. Ќе започнам што е пострашно за фудбалот, господине Стојковски. Ево од студио веќе првото прашање прашуваат дека македонската телевизија многу често ќе се пресели во Битола кога се во прашање директните преноси и како ќе ги доживувате во вечерен термин оние дерби на Превар и со Вардар. Па прво поздрав до студиото, поздрав до вас, поздрав до гледачите на македонската телевизија. Значи голема чест е, значи и одговорност ќе биде, значи, да го водиме клубот во првата лига. Пелистер се врати таму каде што му е местото, значи се врати во првата лига и за нас ќе биде сигурно многу важно да се представиме во право светло, клубот да го стабилизираме, да го консолидираме и да биде еден стабилен прволигач. Со самото тоа гледачите на македонската телевизија ќе имат што да видат од Битола. Еве ги со осветлувањето се надеваме дека ќе имаме и доста утакмици под рефлектори и дека гледачите, односно симпатизерите на македонскиот фудбал, поготово симпатизерите на Пелистер, ќе имаат што да видат од Битола. Во текот на минатата сезона имавте максимална финансиска поддршка од општина Битола, од навивачите, чкемварите, реченици на секој надпревар, управата даде се од себе, целта е постигната. Но оној потешкиот дел е што понатаму? Па секако, значи многу беше важно во брз временски период да го вратиме клубот во првата лига, тоа го остваривме во оваа сезона. Сега во овој период нашата работа е како управа да разгледуваме, разговараме со општината, гледаме како ќе го продолжиме, значи патот на Пелистер, значи беше тешко да се влези во првата лига. Тоа го остваривме, меѓутоа уште знаеме дека уште потешко е и уште поголем чекор е да го консолидираме и стабилизираме клубот, пред све организационо и финансиски, за да биде Пелистер еден конкурентен и здрав прволигаш, онаков како што треба да биде. Значи клуб кој што ќе има амбиции понатаму, значи тоа е многу тешко во првата сезона тоа да го направиме, меѓутоа ние треба прво, како што кажав, организационо и финансиски да стабилизираме клубот, да немаме проблеми. Во тој случај многу полесно можеме да направиме и добар тим кој што ќе биде конкурентен и за повисоки цели. Мислам дека треба да одиме чекор по чекор. Во првата година или она што го разговараме ние сега е ова што го кажав и пак ќе го нагласам, клубот да го стабилизираме организационо и да имаме финансиска основа со која што ќе направиме добар тим. Сега ќе видиме, ова е периодот во кој што тоа го правиме. Целта ни е како управа, веќе се разговара со голем дел од играчите кои што се костурот на тимот, да задржиме доста голем дел од играчите кои што ги изнесоа теретот во второлигашка конкуренција, бидејќи има доста играчи кои што се конкурентни и за првата лига, бидејќи имавме доста прволигашки играчи во овој тим, во овој ростер. Меѓутоа сите знаеме дека клубот треба да се засили на одредени позиции. Така, тоа да го оставиме за вториот дел од разговорот, да му дадеме шанса и на вториот наш гостин. За него се вели дека професионално е секретар на општината, но во слободното време негови ни малку
секогаш со своите спортски реквизити е во спортската сала или на градскиот стадион, често милува по успесите на неговиот Facebook статус да напиши еден град, еден клуб. Така е, благодарам за најавата, поздрав до гледачите на македонската телевизија. Спортот е моја пасија и од секогаш сум го следел и фудбалот и останатите спортови. Секако на прво место е репрезентацијата на Македонија, но после тоа е спортскиот колектив Пелистер и фудбалскиот клуб и ракометниот и кошаркарскиот и сите останати клубови кои што се под тој бренд и кои што функционираат во нашиот град. Битола е спортски град и тоа сите добро го знаеме и затоа како општина која што е собственик или кособственик на 3 професионални клубови, но и која што има обврска и одговорност да ги поддржува и останатите спортски колективи, индивидуални спортисти, голема и честа, но уште поголема е обврската тоа да функционира онака како што треба. Се обидуваме да биде така, да даваме навистина голема поддршка за спортот и благодарение на градоначалникот Тони Коњановски и на советот кој што ја дава поддршката и во иднина тоа ќе го продолжиме, но секако се трудиме тоа да биде системски и средства да ги добијат сите оние кои што тоа го заслужуваат. Па така доаѓа некако вие како да го зајазивте и градоначалникот, докторот Белиот Мантил го замена со спортските реквизити, па често го забележувам по спортските терени. Па спортот е навистина значаен бидејќи е и амбасадор и е значаен за националната гордост и за чувството на припадност на навивачите. Тука сакам да ги спомнам чкембарите и да им се заблагодарам за огромната поддршка, но секако бидејќи зборуваме за фудбалскиот клуб, голема благодарност и до управата и до председателот, сите оние кои што беа вклучени дадоа поддршка да клубот се врати онаму каде што припаѓа и да биде во првата лига. И сакам исто така да истакнам дека е многу значајно одличното функционирање и на младинската школа, бидејќи без тој сегмент ниту еден спортски колектив нема да биде она што треба да биде. И оваа година за прв пат после повеќе од 10 години 3 финалиња во Купот на Македонија играја категориите кои што спаѓаат во тој младински дел. Исто така и во детската лига беа постигнати добри резултати. Минатата година имавме една генерација кои што беа прваци, бидејќи едно е првата екипа, но ние ФК Пелистер го гледаме како целина. И како последно прашање од овој прв сет, паралелно додека фудбалерите и управата се мачеше да го постигне успех, вие паралелно работевте на стадионот на одредени инфраструктурни зафати. Ево веќе имаме ново осветлување, трибината е пуштена во употреба. Застануваме ли тука или ќе следи нешто ново? Секако дека не. Дел од познавачите на спортот критикуваат и со право во еден дел дека добро е да имаме добри екипи во сите спортови, но спортската инфраструктура е навистина значајна и важна и затоа посветено работиме, се комплетира тој прв дел од функционалната целина, односно се изгради северната трибина на стадионот, но не застануваме тука. Изготвивме проектна документација за јужната трибина, за нејзина санација и реконструкција. Во следниот период се очекува тоа да се направи, секако стадионот да се комплетира како целина, но заедно со управата и со познавачите на спортот размислуваме и на еден да се изгради во Битола кампус за тренинзи кој што недостига за сите спортски фудбалски колективи. Значи зборувам тука ќе имаат можности приватните школи, не само ФК Пелистер, а тоа градот да го направи, тоа ќе биде значајно. Има соодветна локација во поранешната касарна и веќе се работи на проектна документација, но тоа ќе биде пообемен проект и позначаен, кој што ќе овозможи солидна иднина на фудбалот во Битола. Така, господине Стојковски, целта е постигната, но предизвикот допрева престои. Како што кажавте, целта е да се стабилизирате, но битолчани се силни фанови и тука, јас мислам, нема да застанат апетитите. Тие добро се сеќават на 2000-та година, кога Пелистер стигна во оние 5 квалификации до последното коло, кога во Битола гостуваше шпанската Селта Виго. Ајде, на кои позиции мислите дека сте најтенки и треба да ги направите првите засилувања? Па добро, сега предмалку почнав да зборувам за тоа и мислам дека, пак ќе повторам, идејата е костурот на тимот кој што го изнесе теретот од втората лига да се задржи и сега интензивно се работи, се преговара, се разговара на релација спортски директор, тренер, на кои позиции клубот треба да се засили. Сега во моментот не можам тоа да кажам, меѓутоа сигурно мора да има засилување и во сите линии, значи на тимот.
Ние мора да направиме еден конкурентен тим, еден тим кој што ќе биде спој на искуство и младост, бидејќи, како што каже и Борче, ние доста внимание обрнуваме и на нашата школа. Таму имаме рапиден прогрес во последните 2 сезони. Школата ни е и тоа го приметија сите во фудбалскиот свет во Македонија, и каде што одиме, школата каде што игра не представуваат во најдобро светло. Тоа е уште за нас уште значи сатисфакција, меѓутоа уште поголем ни дава поголем мотив, амбиција да работиме уште повеќе со тие деца и да ги приклучуваме во првиот тим. Затоа реков, значи, искуство и младост, тим кој што ќе биде конкурентен и кој што за почеток ќе биде, значи, не можам да кажам дека ќе се бори за Европа или ќе се бори за опстанок, меѓу еден стабилен прволигаш кој што ќе си има своји цели и се надевам дека ќе ги оствариме тие цели. Модерниот фудбал вели спој на млади и знаење, но пред се и доволно финанси. Со овој актуелен буџет доволен е за првата лига? Добро, сите знаеме дека буџетот што ги имавме во второлигашкото друштво е тој што е, мислам, беше сосема доволен и голем, морам да кажам, значи, и ги задоволи потребите за она за што се боревме. Значи, ние ја остваривме целта, значи, благодарност во овој момент до градоначалникот, до Советот на општина Битола, до секретарот Борче, бидејќи тие кои што се заложија за клубот пред 2 години, кога беше во многу тешка ситуација, да го превземат 100%, и во овие тешки моменти, во овие 2 години, значи, се направени многу работи за стабилизирање на клубот, организационо и финансиски до овој степен. Добро кажавте, тој буџет беше доволен досега, меѓутоа сите знаеме дека не сакам да зборувам многу за пари, меѓутоа гледаме дека во прволигашкото друштво има веќе клубови кои што имаат милионски буџети, и ние не велам дека треба да имаме таков буџет, и не можеме тако, или можеме ако еве сега во прилика да ги повикам битолските стопанственици, битолските фирми кои што треба. Затоа ќе го прашам оние што се најповикани. Господин Димитровски, ова е едно горливо прашање. Како мислите да го решавате? Останувате како општина сојузник на спортските клубови? Општината е сопственик 100%, но како што споменавте, во контекст на тимот е битно младоста, знаењето и искуството, во контекст на успешен спортски колектив или успешен ФК Пелистер на врвот на македонскиот фудбал, неминовен е спојот помеѓу општествената поддршка, односно поддршката која што ја дава општината, и парите на граѓаните кои што се трудиме да ги вложиме максимално правилно и онаму каде што треба, и поддршката од општествено одговорни компании од приватниот сектор. Моделот со ракометната платформа е одличен. РК Еурофарм Пелистер, еве честитки за нив, е 2 пати соред првак на Македонија, и во најдобрите времиња не било лесно да се одбрани титулата во ракометот, иако кажуваме дека покрај фудбалски сме и ракометен град. Исто така имаме добар модел и во кошаркарскиот клуб кој што игра 2 финалиња оваа година и во првенството и во купот на Македонија, така да заедно со градоначалникот, со Советот, со идниот премиер и новата влада се работи на нов концепт на вложување во спортот, кој што ќе биде нов модел, се со цел во сите центри, не само фудбалски, туку спортски центри низ државата, нивото да се подигне неколкократно. Така, ви благодарам. Бранко, доколку нема некое стручно прашање, ти долги години беше спортски коментатор во спортската редакција, има ли некое прашање што јас го испуштив, а сакаш ти да го поставиш? Колега Митревски, не постои такво нешто. Јас бев и се уште сум дел од спортската редакција, иако повеќе сум сега на утринската програма. Гледачите ќе ме гледаат на Европското првенство во емисиите и потоа и на Олимписките игри, нели, низ преносите кошаркарски. Доколку ми дозволиш, така. би поставил само уште Повели. Ви поставил уште едно прашање, тоа го изумив. Пред нас е Европското првенство. Стојковски, сосема накусо. Кои се ваши фаворити? Фаворити секогаш се неколку репрезентации европски, кои што се Германија како домаќин, Холандија, Шпанија, Италија и Англија се. Еве се, ако веќе морам да кажам неколку репрезентации, некои од овие 4-5 што ги спомнав, мислам дека ќе биде европски првак. За кого ќе навива Димитровски, кои се негови фаворити? Италија. Бидејќи навивам за фудбалскиот клуб Милан, така да природно ми е да ја поддржувам Италија, секако кога Македонија не игра на големо преварување. Така, уште еднаш да му се заблагодариме на нашите гости, но ова е само почеток, доколку има успеси, македонската
екипа од Битола е тука, ќе ги следиме, а секако како што најавивте, се надаваме и на чести директни преноси на јавниот сервис. Студио. Така би требало да биде. Не знам само дали на Борче му е проблем да најавува за Милан поради бојата црвено-црна која што асоцира на Вардар. Еден град, еден клуб, велат битолчани, еден живот, една љубов, велат Скопјани. Со нетрпение ги очекуваме двете дерби средби меѓу Вардар и Пелистер. Вардар и Пелистер се синонимите за македонскиот фудбал, се синонимите за македонскиот спорт, за историја, за традиција. Нека биде така и понатаму. Тука завршува Македонија на утро денешното издание, 12 јуни, среда, 9:36.